Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Антикорупцијскиот тим на СДСМ во изминатиот период го разоткри и системот на пропагандата и медиумскиот октопод Алфа Алта. Знаеме дека на многу професионални новинари не им беше пријатно да слушаат за своите колеги, но веројатно поинаку не можеше. Но ние не го изедначивме со сите новинари, кои професионално си ја работат својата работа, кои никогаш не сме ги споменувале, дури и кога отворено го критикувале СДСМ. Мораме да именуваме и дел од медиумите, за да се дојде до клучното, кои се собствениците и која е политичката позадина. Станува збор за политички проект на ДПМН за ширење на влијанието на унгарскиот премиер Виктор Орбан и превземање контрола во стратешки сектори и пред се во медиумите и телекомуникациите. Унгарски компании и поранешни високи функционери од унгарскиот јавен сервис Агнес Адамик и Петар Шац, блиски до Орбан, систематски купувале контролни удели во македонски телевизии и портали. Петар Шац, поранешен раководител за бизнис развој во унгарската телевизија, е основач на неколку медиумски фирми во Унгарија, политички профилирани во корист на Орбан базираниот медиумски наратив против политиките на Европската Унија. Агнес Адамик ја напушта унгарската национална телевизија во 2012 година и подоцна основа свој медиумски компании во Македонија, што го следеа истиот модел на експанзија. Таргет медија Доел Скопје, основана во април 2017 година од Петер Шац, е собственик на 99% од ЦХС Инвест Груп со мнозинство удели во телевизијата Алфа. Исто така, во 2017 година Адинамик Медија, фирма основана од Агнес Адамик во Македонија, која е на чело на група компании што контролираат повеќе веб портали и онлайн медиуми. Прва Република, под собствеништво на Република, а одскоро и на порталот Пресинг МК. М Медија, собственик на порталите Курир, Денешен, Економски и Вистина. Сето ова фактографски го покажуваат и истражувањата на ОЦЦРП и БИРН и целосно го откриваат истото. Овие медиумски групации и структури служат како политичка алатка на ДПМН, но и како канали за политичко влијание и идеолошка експанзија, поддржувајќи политички партии и наративи што ја поддржуваат агендата на Орбан. Затоа и Орбан ја поддржува ДПМН. Се е поврзано. Во овој контекст мора да се гледа и последната одлука на владата на Мицковски за влез на унгарската компанија 4iG во телекомуникацијскиот сектор. Ова не е изолиран економски потек, туку дел од поширок политички проект. Проект во кој Мицковски и ДПМН действуваат како локални извршители на стратегијата на Орбан, прво, за ширење на неговото политичко влијание и бизнис влијание, и второ, за превземање контрола врз стратешки сектори, како што се телекомуникациите и медиумите. Се создава мрежа на авторитарни влијанија кои ја оддалечуваат Македонија од Европската Унија, ја подкупуваат и медиумската независност. Неслучајно за овие појави реагираа и европратеници, а Европската комисија побара поголема транспарентност и спречување на опасна медиумска концентрација. Се што говори СДСМ се потврдува. Нашиот антикорупцијски тим ќе продолжи јавно да ги разоткрива овие шеми. Како што најавивме по нашата хроника на токсични наслови, ќе се обратиме до сите меѓународни институции, вклучително и до Европската Унија. Ова не е прашање
на една од политичките партии, туку прашање на демократијата во земјата, слободата на медиумите и европската иднина на Македонија. Ви благодарам.